На другата линија би требало да го имаме господинот Љубомир Ѓурчевски, кој што е поранешен висок функционер во Министерството за внатрешни работи. Ѓурчевски, добро утро. Добро утро. Вие претпоставувам дека по службена должност сте се будиле многу порано од ова 7:48 колку што сега разговараме. Па не по службена должност, по она граѓанска моја должност, лична должност, што морам да одам на джогинг. Ѓурчевски, денеска за некоја минута ќе го имаме министерот Оливер Спасовски овдека во студиото. Каква е според вас, бидејќи вие сте пензиониран припадник на МВР и сте долгогодишен бевте висок функционер во министерството, каква е според вас состојбата со, да кажем, криминалитетот во државата? Мислам дека статистиките бележат порасти. Видете, генерално, значи, кога зборуваме за криминалитетот, од посебно од оние области кои што му припаѓаат на организираниот криминал, генерално се во пораз или се на еднакво ниво, но според своите форми и начини на сторување, односно според методите со кои што се сторуваат тие кривични дела, особено за одбележување во овој период порастот на насилниот криминалитет, односно криминалитетот во кој што се употребува дури и огнено оружје за остварување на одредени цели на организираните криминални групи. Да, навистина, денови бевме сведоци на едни необични ситуации, пукања, дури дрски пукања. Ајде, ова во Бардовци е на мостчето кој што поминува над пругата на влезот од селото некни. Меѓутоа, на пукање во Александар Палас навистина загрижувачки, со еден мафијашки, би се рекло онака баш чикашки стил од почетокот на минатиот век. Кажете ми, лажен е впечатокот дека дрскоста се зголемува или и во ваше време имаше такви работи, само што не се објавува? Видете, не би рекол дека и во наше време немало, него ние генерално, значи, многу години наназад, организираниот криминал кај нас зазема се поголем и поголем замав, вклучително и основниот параметар кога ги криминолошки ги проучуваме организираните криминални групи, мора да ја имаме во предвид нивната дрскост, нивната организираност и нивната моќност, односно нивната инсталираност во власта, во политиката, нели, шуроварење со политичките елити заради остварување на онаа неказнивост, понатака високиот степен на корупција кои што се спремни да го дадат за да добијат бенефиции во органите за прогон, пред се јавното обвинителство, полицијата, судовите и така натака. Значи, ако ги видовте ли дека министрот денеска, тоа малку ќе поразговараме и со него, најава реорганизација на службите во МВР, се укинуваат алфите. Алфите некако стана, да кажем, еден синоним за брза интервенција, за операции кои што бараат понекогаш и малку поголема примена на сила заради инстантно реагирање во опасни ситуации. Мислите ли дека е тоа паметно според ваше искуство? Видете, генерално сега ова нова реорганизација во Министерството за внатрешни работи и создавањето на единиците за јавен ред и мир, кои што треба да ги заменат едноставно, односно алфите да се претопат во тие единици, мислам дека генерално како идеја е добра за поздравување, затоа што бројноста на полициските службеници ќе биде појачана и на униформираната полиција и на криминалистичката полиција, на местата каде што се сторуваат кривичните дела, и од тука мислам дека треба да се даде шанса на еден таков потек за една таква реорганизација во Министерството за внатрешни работи, се во насока на она што викаме дека треба да се зголеми физичкото присуство на полициските службеници на места каде што се сторуваат кривичните. Со други зборови, да се вратиме на оној концепт од нашата младост, кога си ги познававме уличните полицајци по име и презиме, знаеа да задзвонат дома на врата, да го предупредат родителот дека детето му е немирно и така натаму. Ги повлековме тој тип на... Тоа е втората придобивка од ова, значи враќање на она што викавме ние полицајец позорникар, нели, малскиот полицајец, од кој што ги црпевме сите основни сознанија, затоа што тој малски полицајец доста добро си ја познаваше средината, па нели знаеше кој се занимаваат со кои видови на кривични дела, каде ги протураат предметите од кривичните дела и така натака и така натака. Но пак да се вратам на она што е сега рак рана на функционирањето на органите за прогон. Мислам дека ние генерално како држава напуштивме еден концепт на кривично законодавство со кое што имавме за цел да ја заштитиме жртвата од криминалот,
односно сега преидовме на последниве неколку години, значи не зборам само за последниве 2-3 години, значи години наназад, вклучително и последната измена во 2012 на Законот за кривична постапка, каде што тргнавме некако како да државата да се труди да ги заштити криминалците од прогонот на државата. Не разбирате? Како ја пренагласуваме заштитата на сторителите на кривичните дела, условите во кои што ги издржуваат, казните и така натака, без при тоа да се навратиме првично да ја заштитиме жртвата на криминалот. Еве, господине Ѓурчевски, овдека мора да престанеме. Ви благодарам за ова содржано јавување. Ви ветувам дека ова ќе биде едно од прашањата што ќе му ги поставам и на господинот Спасовски. Зошто ја преместивме тежишната точка од заштита на жртвите на криминалот кон заштита на криминалците? Гледаме криминалците или оние кои се осомничени за тоа уживаат разноразни подобности, па веројатно и затоа што имаат доволно пари за да може да платат скапи адвокати, понекогаш да купат суди, обвинители и така натаму. Секој ден го гледаме тоа. Ви благодарам уште еднаш.